Оди Мила е насловот на првата авторска песна, првото првенче на нашиот млад музичар, пејач, охридјанецот Ѓоко Чеменковски. Колку време се работеше на песната, кој стои позади текстот, аранжманот, меѓутоа и видеозаписот кој што е навистина интересен и навистина станува збор за една убава, автентична музика и песна. Ќе поразговараме токму во продолжение со Ѓоко. Ти благодарам што токму од Охрид ни доаѓаш овде во Скопје да го направиме овој разговор, а во фокусот е секако твоето првенче Оди Мила, како се чувствуваш и ете кои се првите импресии и впечатоци после излегувањето на Оди Мила? Јас се чувствувам прекрасно, посебно кога се работи за музика, кога давам вака разговори, многу ми е мило и пред себе ви се заблагодарам што ми дававте можност, бидејќи стварно ми значат овие први интервјуа. Оди Мила, многу ми е кејф што е моето првенче и што сум јас автор на музиката и на текстот. Аранжманот го правеше маестраниот Александар Јовевски, а воедно и да најавам и нова песна со него, сега работиме нова, исто така музика и текст моја. А спотот го правеше маестраниот Даниел Јовевски. Јас сум презадоволен, тој буквално ме направи во комплетен уметник, од звук до сцена буквално. Многу сум задоволен. Ѓоко, колку време се работеше на песната, колку време тлееше идејата за твоето првенче, за нешто твое, прво кое што ќе излезе пред публиката, и верувам дека убава екипа и убав тим работеше околу Оди Мила за се она да изгледа баш како што изгледа денес. Има и видеозапис за песната, па иде малку повеќе за тоа. Буквално песната дојде буквално на час јас седев, прво текстот ми дојде, додуша беше и како и проект од општина Охрид, кој ми помогна финансиски многу. Па текстот и сега општинава ми бараше како музика ни треби, мораме да ти исплатиме финанси. Ја му викам дека ми ти уметник сум, не ми иде така многу брзо. И буквално ми дојде вечерта онма уште рефренот, тој е така попребив, тој е така поостанува повеќе за вуше. За спотот во кај Даниел јас во објектот изгледав како македонскиот Шекспир. Така и да нарекуваат. Да, така ме нарекуваат и тоа ми е доста така, како да речам, гордо, бидејќи стварно да си Шекспир не е едноставна работа. Да. Сега ти си го пишуваш текстот, значи ли тоа дека во иднина можеби ќе создаваш текстови за твои нови песни, можеби за други песни на други автори? Па да, јас мислам дека тоа е благослов што ми иде музика, текстови да пишам и би бил многу среќен ако дедо Боже ми дава да пишам и други нови песни, ама јас мислам дека лесно ќе се снаоѓам во тоа, бидејќи еве и како што најавив сега друга нова песна исто моја, така да мислам дека сум на добар пат. Како е прифатена Оди Мила, следејќи тебе на социјалните мрежи, социјалните медиуми, се забележува дека ти веќе си имаш своја целна публика, која што навистина те поддржува во музичкиот пат и во сето она кое што го правиш. Колку твојата публика ја прифаќа Оди Мила како твое првенче и како почеток во музичката кариера? Јас сум стварно пресреќен, многу убави реакции, посебно за месец дена, песната има околу 15-16 илјади прегледи на YouTube, а скоро 100.000 прегледи на Instagram и околу 1000 лајкови, тоа е стварно за прво. Јас сум многу среќен и така да ова ми е мотивација многу дупла за да продолжам. Не случајно се занимаваш и почнуваш да се занимаваш со музиката како твоја прва љубов, меѓутоа и како твоја определба да се образуваш токму со музика. Ти си матурант годинава во музичкото училиште во Струга, меѓутоа твојот пат не завршува тука, продолжуваш со своето образование во главниот град. Именно каде ќе продолжиш да се надоградуваш во музичката кариера и што да очекуваме следно? Ќе продолжам во Скопје на факултетот за музичка уметност ФМУ. Смер исто соло пеење, тој и студира во средно. Многу ми е битно, јас мислам дека образованието е многу битно за да знаеме буквално што правиме. Јас кога свирам, знам пример што свирам и многу ми е поинтересно пример некој професор што ќе ми кажел ова пример тука стои ова таму и јас друго свирам, го пронаоѓам и многу се исполнувам, многу е битно да тоа што ти го предава да го научиш, не да си механички како фабрика. Одиме на
претежно на свирки. Јас имам екипа, поздрав до мојот брат Стефан Чевенковски, кој тука моментално со нас, и до Бојан Марковски, тој свири на хармоника. Ние тројца сме така по главната екипа. Со нив тераме најчесто по приватни свирки, по настапи организирани од општини, од хуманитарни, каде и да треба тука се. Така. Од кои инструменти ги владееш исто така и се знае ли веќе која насока на факултетот за музичка уметност ќе се одбере? Дефинитивно пеење. Свирам и други инструменти, ама сватив пред брзо време кога исто песната дека најмногу живам во пеењето. Додуша уживам и во музика и да слушам уживам. Ги свирам така по-професионално гитара и клавир, ама за своја душа и кавел знам да свирам, затоа и преферирам претежно да има во песните така понародни инструменти, како етно стил. Сакаме да си го зачуваме тоа нашето, да одиме и да пратиме како се движи светот, ама да не забораваме од каде сме дошли. Убаво речено, Ѓоко, колку Охрид е заштитник на убавата македонска песна, на убавата музика и колку Охрид вложува во оние млади талентирани деца кои што ја одбрале музиката и македонската песна како професија и определба. Како што го нарекуваат Охрид втор Ерусалим, тој ни кажува дека тоа е град на култура. Мене доста многу ми помогна општината, ама знам дека и на мои врсници, година плюс минус, доста помагаат. Напоменавме многу настани на кои што се појавувате, значи ли тоа дека веќе функционирате како бенд и каде најмногу ве бараат и можеби има ли некоја агенда за летото каде ќе можеме вам да ве слушаме? Па да, имаме екипа, најчесто свириме по приватни свирки, но еве да најавам на 1 август во културно лето Пештани, тоа е така ние посвечен настан. Таму ќе настапиме јас и брат ми, ќе промовираме и мојава песна Оди Мила и други охридски песни, македонски се. Така. Оди Мила беше првата песна, ти нешто ни наговори дека веќе во продолжение нешто се крчка ново, односно да очекуваме или нешто во скоро ново, твое, авторско? Да, ќе очекувате, ама ова ќе биде малку поразлично од Оди Мила. Малку јас мислам дека повеќе за моите години, бидејќи Оди Мила е стварно сериозна композиција. Но јас мислам дека се надевам дека ја доловив како што треба. Ѓоко, многу си популарен и на социјалните мрежи, на Инстаграм, на ТикТок, на Јутјуб. Песната исто така си доживеа убава промоција и таму со гледаност. Меѓутоа, таму и делот препеани кавери на македонски, можеби и странски песни, колку тоа придонесува каверите, оние препеани песни да те забележи публиката и можеби на сигурна карта да се пробиеш помеѓу слушателите. Па добро, фала му на Дедо Боже што живееме во такаво едно помодерно време, каде работите се прилично олеснати. Но мене Даниел, односно екипата која работевме, ми кажа дека малку сега е можда по-скап спорт, да го наречам, или по-тешко да се пробиеш, бидејќи порано да излезеше на една телевизија, те знаеше сите, или само аудио, бидејќи аудиото е стварно поевтино од видеото. А мора сега, пример, во денешно време, ако не направиш видео на аудиото, помала е гаранцијата дека ќе поменит. Но тоа. Колку време се снимаш и се работеше твојот видеозапис за твојата песна и стоиш на тоа дека секоја своја авторска музика и текст треба да си има и свој автентичен видеозапис, претпоставувам. Па треба, да, во денешно време јас мислам дека треба, бидејќи полесно поминуваат така. Јас од прилика видеоспотот гработев едно 5-6 месеци. Можда и кратко, можда и долго, не знам. Ќе видам понатака како ќе, нели од искуство како ќе се одвива. Да. Но добро, јас заради финансиски причини, бидејќи сакав да го направам квалитетно. Јас нема да должам многу повеќе со разговорот, можеби ќе ги известиме нашите гледачи уште еднаш каде можат да ги слушаат Ѓоко и неговите луѓе, неговиот тим во летото кое што ни следува, богато културно лето, нудат сите градови, меѓутоа културното лето знаеме како и секоја година е во фокусот на Охрид и македонскиот Ерусалим, секако што да очекуваме? Најчесто на приватни свирки, ама секако дојдете во Охрид, можете да не видите негде на уличка кај што свириме, со друштво, тоа. Одлично, Ѓоко, јас нема да дадам класична одјава, туку ќе оставам ти да ја одјавиш емисијата, а тоа ќе го направиме со, можеби убав рефрен на гитара. Може. И
пак ти да дојдеш, како светло да ме гушнеш, да можам да те сакам за љубов, да ти праќам. Хеј, само тоа можам, само тоа да ти кажам. Оди, мила, не ќам да се лажам. Хеј, само тоа можам, само тоа да ти кажам. Оди, мила, не ќам да се лажам. Оди, мила, не ќам да се лажам.